Почитувани добро вечер, јас сум Јадранка Костова, а вие сте на вистинската фреквенција на Еден телевизија. Денеска петок, како и секој нареден петок, јас сум домаќин на отворената програма на Еден ТВ. Денеска во 14 започнавме со Добар ден, еве сега е добро вечер и последното отворено студио го посветувам, се одлучив да дебатираме на едно прашање или дилема. Доминира ли политичкиот примитивизам во јавната дебата? И мои гости се моите колеги во Еден ТВ, Саша Ордановски и Александар Чомовски. Да не ви кажам добре да иде, пошто вие сте цело време овде. Јас сум Борин Јовановски. Особа А. Имам впечаток, како воветова, имам впечаток дека кога излеговме од еднопартизмот, се покажуваше повисок демократски капацитет. И во дебатите во Собранието, и во ТВ дуелите кои ги организиравме на почеток на македонската телевизија, потоа почна и приватните. Дојде еден период од 2006 кога владата ја презема Груевски, кога ТВ дуелите стана нешто неприфатливо. Израз на цела една генерација, да речам, во тие 10 години, во кои веројатно сметаа дека ТВ соочувања, дебати се нешто непотребно. Многу работи ненормални ни стана нормални. И сега еве гледаме во последниве месеци обиди да полемизираат ВМРО, ДПМН со представници од СДСМ, еве главно за референдумот. И јас мислам дека ние назадуваме на овој план. Никој никого не дослушува, секој зборува во исто време. Да. Токму затоа реков, мислам, дали сега ние нешто повозрасниве, па све имаме носталгија, порано било подобро, дали се согласувате дека почна да доминира еден примитивизам во овие дебати. Пријателот, Тортевски адвокатот, за вакви дебати имаше обичај да каже, ти го фаќаш како краде и му велиш ти крадеш, а тој ти одговара, ама сестра ти имаш валев црнец. Каква дебата тука? Се согласувате или не? Значи може да не се согласиме и да не речам дека си платен никако не се согласиш со овие тези. Ајде, Чомовски. Боријан Јовановски. И ја по природа на работите така како што ја представи тезата би требало да бидам носталгичен, но во основа не сум тоа. Мислам дека во целиот овој период има некаква сегментација на македонското социјално општество кое претпоставува и демократија и еден период на тоталитаризам некаков и така натаму. Сушност, ние во првиот налет, кога покажавме политичка еуфорија пред налетот на еден слободарски дух, потоа не најдовме добри манири на политичко и култивирано објаснување и комуникација со јавноста. Тука има две главни назадувања. Прво, кај политичарите, кои посебно бран на еуфорија на создавањето на државата и незините основи, мислеа дека државата тоа сум јас. Тој тип на наполеонство потоа се изрази и низ новинарството. Која е одговорноста на нас, како новинари, како медиуми, што дозволивме, ние прифативме дека нема дебати, се користеше овој метод. Нема да дојдам во таа и таа телевизија, во тој и тој медиум, за потоа да речам, иако вие ги викате едната страна, за да речат дека тој медиум е под контрола на спротивната партија. И мислам дека дел од новинарите, медиумите беа среќни еден ако
се реши тоа под услови кои ги диктираат да биде сам, да не биде соочен со спротиставено мислење, само за да докажеме дека ние професионално сакаме да ги чуеме сите страни. Само една забелешка ти кажам. Ние во овој момент не сме македонска специфика. Ние сме светско движење на овие процеси. Не е тоа македонски синдром дека само на едно место е. Трамп си одбра да оди на една телевизија, CNN не ги есапи. Да не забравиме дека Саркози стана од сред интервју бидејќи не му се бенди со прашањето и така натаму. Да, меѓутоа во Америка има силни реакции на тоа. Македонија го изживува последниот миг на политичкиот и јавниот дискурс на примитивизмот. Плюс ние влегуваме у најлошата фаза во која се спојуваат така наречените лоши вести, фейк вести, како ги викаме и така натаму, со политичкото промо во кое ние новинарите сме подеднакво партиципенти и кај фейк вестите и кај промоциите на политичките фактори. Виж како сум фин. Не се согласувам, не ипаѓам во збор. Добро, јас мислам дека прашањето е едноставно, но диагнозата е многу компликувана. И тоа е делумно и ова што го говори Чомовски, меѓутоа и малку покомплексно. Прво, демократизацијата од која излеговме од социјализмот, комунизмот и така натаму, таа подразбира и демократизирање на дебатата. Што ми отварате дебатата, тогаш не можете да ги контролирате ниту сите учесници, ниту фреквенциите, ниту амплитудите во разговорите. Понекој што ќе значат жестоки судири, понекој ќе значат размена на информации. Второ, технологијата исто така отиде во последнава деценија, да кажем, а тоа се поклопи со овој Груевски кој што беше на власти, нели, со оваа диагноза која тие кажа. Технологијата па дополнително го демократизираше просторот, но на едно анонимно ниво. Што сте анонимен? Бидејќи гајте вечера сите знаат кои сме ние. Да седнете на Facebook или на Twitter, вие може да имате лажен профил и може да сака и тоа се прави масовно, значи со ботови, со платена индустрија околу тоа. И потоа можете да правите што сакате, не за швагерки, не за приватни животи, туку да псуете и тоа се случува. И тоа е еден технолошки. Трето, што ми се чини најважното од се разби потребата од контекст. Значи, дебатите се смислени во демократијата за да граѓанството кој излегува на избори биде квалификувано да го направи својот избор. Предпоставката е дека дебатата успева да го квалификува граѓанството со добри информации да одбере меѓу опциите. Добро, сашто, но 90-тите, јас сеќавам, сум правела дебати и полемики во Македонската радиотелевизија. Доаѓале представници од ВМРО, ДПМН, од СДС, но зисто за преговорите со Грција. Но верувај ми, се дебатираше на конкретни тези. Во 90-тите години прво постоеше МРТВ. Почна негде 94-та-5-та да се појавува А1 и така натаму. Ти ако не дојдоа на покана кај тебе во емисија во Безнаслов со повод, нема каде додат. Денес они може да отидат буквално на 15 телевизии во Македонија. Он вика, неќам со тебе, сакам со Чом, бидејќи Чом ми е посимпатенче и бидејќи со него можам својата теза да истерам. Тоа е едно. Второ, во 90-тите се уште живеевме во една фаза на политички развој кога постоја главно етаблирани 2-3 поголеми партии. 2 кај македонците, 1-2 кај албанците, немаше ни 2, 1 имаше. И таа конкуренција на пазарот беше многу по намалена, крута. Формирањето на јавноста и на селебритите, значи ако сакате на сцената во политиката, одеше по еден поформален пат. Ти мораш да бидеш пристоен, мораш да бидеш, како да кажем, воспитан и така натаму. Денеска ние гледаме по телевизиите џукели. Сега, гледайте, ја употребувам стварно еден збор кој што џукели без образование, без воспитание, без политичка мисла, без политичка идеја, хоштаплери од најразлични работи, осудувани, казнувани, како да кажем, со кривични дела, тие седат пред камери, тие ви пропагираат некакви своји платформи. Така што многу е сето тоа променето. Друго, дојде една друга генерација. Еве, ако направите сега, ако можеме да направиме анкета кој нас вечерва не гледа, составот на публиката не го одразува составот на општеството. Веќе имате цели сегменти во општеството кои што не ве гледаат. Тие се повеќе бараат on demand. Бидејќи бараат on demand, тоа значи содржина која самите ја бираат кога сакаат они да ја гледаат, во 2 по полноќ, во 3 сабајле, како им е згодно. На нив не им треба, како да кажем, функцијата на новинарот за да ги доведе во некој контекст и ги каже, видите, ова го правиме заради ова, бидејќи ова претходеше, ова следува. Добро, ама еве ние сето тоа
сето тоа ја прави Сакам да кажам, референдум предстои, кој е многу И важен. само уште една поента Дали сте тоа е виделе полемика на таа тема да може како граѓанин да разберете дека може би едно Па и сум видел, морам да кажам дека и сум видел. на Не сум толку истомисленици? Па да речеме дека има, сега не можем глупове да спомнување имења и така натаму, но не е сосема да не можеш да видиш. Тоа е друго што одредени телевизии заради гледаноста, видите, Јадранка, ние сме премногу долго во ова, лошата вест се гледа. Оваа пристојна дискусија вечер, ако му истурам вода сега на Чомовски, ја ти гарантирам дека твојата емисија ќе биде хит погледан со оваа недела. Така? Ако бидеме пристојни, мирни и така натаму, ќе не одгледаат едни други и ќе одат на други телевизии кај што се истураат вода. Чомовски, ти каква идеја имаш за да бидеме Не, погледани? јас за разлика од него што сака да ми истори, ја во Чуму му истори вода на Кедев, ми падна сталакот и Кедев вика, ја не знам тука кој е поболен, ја или ти, со оглед на стресот што го доживеа. Но тоа е вака минијатура. Има една работа во која се согласувам со Сашо и со тебе, а тоа е почна да превладува примитивизмот и провинционализмот во Македонија, ама како малограѓански дух. Ние немаме дебата за идеја и немаме и дебата за стожерни правци. Еве, земете ја било која дебата, јас согласувам со тебе, што се врзува за референдумот, таа се сведува дали си за или си против. Дали го сакаш НАТО или не мрази Грција. Во основа нема стратешка димензија на било кое соочување. Отсуството на тоа е заради фактот што нас ни недостигаат креативните мислители. Ние, оние луѓе што сами се промовиравме така наречени аналитичари, не сме тие што создаваат или превиу, па дури и подалечна ехо на јавно изречениот суд за тоа каде одиме ние воопшто. Ние се уште разговараме со речник за утре. Светот разговара со речник за следниот милениум. Да, но еве, Тоа е разликата. случајно, но сите ние, тројца овде, сме се декларирале дека сме за Европска Македонија, да речам, да успее референдумот. На тоа сега ќе добиете повратно, сите ќе бидеме етикетирани како предавници и како нечии платеници. Па не неопходно. Јас мислам дека Значи, сепак не голем допират- дел од јавноста нема така тоа да го направи. Тоа е друго прашањето што заради одредени тоа што го дискутираме технолошки и политички ќе се наметнат едно, сега како да ви кажем, ќе се уклучат 10 души на Facebook или не знам што и ќе го наметнат тоа прашање за тоа да се годе во тој речник. Јас мислам дека се уште од една страна јавноста е сепак знае да просуди, знае да процени, и она има една пристојност во себе, но од друга страна, заради разни околности, технолошки, политички и така натаму, малцинствата, особено оние грди малцинства, успеваат да наметнуваат ставови. И второ, слушайте, многу тешко се гради дебата квалификувана на вака густа медиумска сцена како што се Македонија, со волку малку луѓе како Јас што мислам Македонија. 50 ликови Ама Јадранка, се достатни. Гледайте, Сега, Гледайте. ем ни се малку, ем сакаме многу значи, дебата. гледайте, Ама зошто нема повеќе? Ти ја спомнуваш Франција. Па тоа е 60-70 милионска земја Франција. Вие имате буквално, да не зборам сега Америка ја спомнувам. Вие во Америка за ова шише имате 5 доктори на науки. Само за формата на шишето 5 души. А ако е прашањето за Блиски Исток, 5000 доктори на науки имат. Вие можете да бирате какви сакате гости. Во Македонија, вие знаете дека, еве, да речеме, константно имаме проблем да најдеме психолог, психијатар за дебата. Има еден-двајца колеги кои што се јавуваат, кои што прифаќаат, никој друг неќе да се нафати да влезе со тој аспект на својата наука во политички процеки. Тоа е така. Констално имаме проблем да најдеме квалитетни социолози. А говориме за општество. И onda тоа што се случува? Ни се случува политичарите кои се експерти за се, како и новинарите, Зошто? да доминираат во сите дебати. Зошто? Бидејќи гледате. Толку да, дозволувам, па викам, ќе ти толку кажам. универзитети Ама имаме, гледате, толку- универзитетите кај нас не се бават со наука. Они се бават со бизнес на образование. Вие немате ни еден универзитет кој што има буџет за научни истражувања. Така се пишуваат книги. Вие денеска имате, јас предавам на универзитет, значи ова како самокритика, 22 правни факултети имате. Погледнете која е продукцијата на книги од областа на правото годишно. Значи, секој тој правен факултет има катедра за уставно право. И сите други по тоа катедри. Гледайте, дали денеска во Македонија излегуваат повеќе од 10-20 книги за
Па јас ви гарантирам дека само една катедра на посериозен универзитет во светот 200 книги произведува. Значи сакам да кажам, тоа се димензиите. Ние не произведуваме наука, ние немаме истражување, ние имаме само анкети, тоа најпростачки. За кого ќе гласат? Зошто бегаат овие луѓе? Спомна социолози, психолози. Затоа Не што знаеме да ги најдеме или не е само тоа. или калкулираат да не се бидејќи сме замерат. мала земја, пропулзивноста на кадрите и на кариерите зависи од политиката. И ова замерувањето е фактор во правењето кариера. И маса од тие луѓе викаат, ова е превалкано, јас не сакам да учествувам, бидејќи треба бидат избрани, реизбрани и така на промовирање седнат во. Второ, политиката свати дека за ефтини пари може да купува голем број на луѓе. Па гајте вие колку управни одбори се направили, кој се седи по управните одбори? За 200, за 300, за 400 евро. Тоа е карактеристика на сиромашни земји. Да вие имате плата на професор од Харвард со 13 книги за себе, вие имате интегритет да кажете што сакате за Трамп. А вие кога имате овој состав на луѓе со оваа позиција, ситуација, ај одите за Заев, кажете нешто кога е Заев на власт или за Груја кога е Груја на власт. Ај вака конкретно. Дали сметате дека беше исправно фактот што Зоран Заев не прифати дуел со Христијан Мицковски на отворениот повик? Зашто јас толку многу сум се изнаслушал отворени повици од Бранко, од Љупчо, од Главно кога се во опозиција. Главно кога се во опозиција. Но има и една друга работа. Не можете вие да се доведете у ситуација како на селска свадба. Ај сега излези од орото, ја и ти да се соочиме. Ако си влегал во кампања, кампањата те води. И второ, има една друга работа. Она што ние новинарите не го ловиме во вакви мигови. Не се работи за глобална кампања, се работи за лапсуси и незнање кои остануваат така бегло. Например, морам да ви кажам дека за мене е фрапантно една денешна изјава која вика македонскиот народ никој не го камшикува и нема да му дозволиме да го камшикува. Тој што тоа го изјавува, нити знае историја, нити може да направи перцепција колку ние како македонски народ сме камшикувани и од какви се војски идеологии. И тоа значи дека, да ви кажам, таквата метафора. Можете што сакате да кажете. Да, и тоа поминува. Сакам да ви кажам став за ова прашање, бидејќи мислам дека е важно. Политичарите проценуваат дали ќе прифатат или нема да прифатат дуел, имајќи предвид каква корист или штета тоа може да им направи. Користа или штетата ја одредува јавноста. Во држава, на политичка сцена, во која што јавноста не знае да казни или да награди одредена постапка, вие можете да се однесувате покомотно. Вие памтите, не знам дали публиката ќе се сети, 90 и која година беше председателска кампања меѓу Љубиша Ѓоргиевски и 94-та. После полемиката, дуелот на радио, можда чум ти го водеше, во кој што на вистина нивото беше Љубиша тргна со една офанзива кон Григоров, ако не се лажам, ако добро памтам и така, која Григоров бидејќи беше малку постар, толку го скандализираше што потоа одби да дојде на телевизијска дебата. Јас сеќавам дека не дојде. Така е. Што направи? Ама да ти кажем една работа. Дозволи да само да ти кажам. Суштината е и во медијациите во храброста. Тој скандалозен дуел, да речем условно, кој ти после се обиде да го канализираш со правила и така натаму, да ви кажем, во моментот кога јас на Љубиша му реков или ќе се придржуваш на тоа што сме договорили или напушти го тебе дуелот, тоа стана меко после. Да, Чомовски, меѓутоа сакам друго нешто да ви кажам. Одам кај Григоров, викам председател, сега се спрема телевизискиот дуел. Господин Ордановски, јас решив да не излезам на дуел. Слушате му, викам председател. Вие имате демократска обврска, не е тоа дали вие сте решили. Ама знаете, јас толку доживеав ова, ма не ме интересира воопшто да човекот не дојде, му дадовме на Љубиша со празно столче истиот термин да го искористи како да е Григоров таму. Сакам да ви кажам, значи правилата се формираат во тек. Ако Заев одбил да дојде, и ако при тоа нема добра аргументација за тоа, ја мислам дека он извади добра аргументација за тоа, но тогаш ќе се формира во јавноста една, како кажам, полемика по тоа прашање и ќе видиме кој ќе плати цената. Може би тоа ќе го чини Заев скапо, па следниот пат ќе размисли. Сакам да ви кажам, тоа е нешто што се формира во искуствено и низ пракса. Јас мислам дека е сосема во ред да бидат жестоки тие дебати. И тие соочувања. Тоа е нормално. Да. Но ја говорам, знаете она, да се полемизира на одредени тези.
а не да биде како навиени, едниот се изборува едно, другиот Прво, друго. Јадранка, да не биде навредливо. Значи, не навредливо само во смисла да некој некого навредува на лична основа и така натаму. Тука и нивото да не биде навредливо. Апсолутно. Значи, немојте сега да добијам, јас сум Реков доаѓал... жестоко, но не реков да Јас биде сум учествувал навредливо. во жестоки дебати, таква ми била професијата, нешто и кај ваши емисии и така натаму. Значи, мене ми е навреда кога ќе ми излезе за толку глупава теза, бидејќи за некои работи не се разговара. И тога, и ја и во навредливо го сметам и тоа. Второ, реално, бидејќи кавгата носи поголема гледаност, пак ќе се вратам на чашата вода, партиите сами и луѓето околу партиите почнаа да форсираат луѓе кои што знаат да прават кавги на телевизија. Јас веќе со месеци одбивам, сега веќе не сакам да прифатам бидејќи нели работам на овој проект овдека во еден ТВ, но долг период одбивам просто да влезам во такви дебати, бидејќи просто мислам дека немам што да дебатирам со некој соговорник. Ама тоа е надвикување. Тоа е надвикување, не гледам никаков едит вели дадена вредност за публиката, затоа што дебатата на крајот на криштата не е дали ја ќе излезам попаметен од Чомовски. Чомовски е секако попаметен. Туку е дебатата, публиката нешто таа вечер да дознае, категорија. Публиката нешто таа вечер да научи, да дознае, да има шанса да увиди, да донесе суд. Тоа е смислата на дебатата. Дозволи да бидам уште малку нарцис, по стари години, поприлично суета на тој план, а јас да ти кажам дека си нарцис, како ќе реагираш? Еднакво самокритично како и ти. Но, овде, за да подсетам, тамо во тоа кјуше кај што се вести беше чуму. Знаеш дека првото соочување, несвесно или свесно, на Груевски и Заев се случи тука. Неколку пати си го кажал. Сега да ти кажам, но не е проблемот у тоа. Проблемот е што се појави целиот негов мини кабинет, наспроти него беа Заев, академик Беџети, професор Мојсовска, двајца бизнисмени, Зиков, едно 12 души. Се водеше прилично конструктивна, на моменти нервозна и првите знаци кои ги почувствував кај Груевски дека баш и нема да прифати критика дека е нарцис како ја што сум, нели? Но тоа ми зборуваше дека тоа веројатно може да биде и дури помалку се радував дека тоа почеток на некој нов амбиент на соочување, бидејќи се работеше за економската политика на новата влада за наредната година. Толку заврши. Да, имаше навика на почетокот на мандатот Груевски да ги прават оние масовни наводни дебати во македонската радиотелевизија во кои ќе дојдеше премиерот и сите министри и ќе беа соберени едно 15 новинари уредници. Тоа е стилот на Путин. Тоа го прави Путин и трае 4-5 сати со 700 новинари таму. Тоа се сепак, знаете, политиката почна главната вредност во политиката да биде перцепцијата. Кога не се вредностите, туку кога се перцепцијата, перцепцијата може да се менува со доволно пари и со доволно експерти за градење перцепции, а не за коментирање на реални проблеми, вие можете да менувате. Бидејќи тој занает политиката го научи, пиар експертите станаа поважни од идеолозите. Денеска е многу подобро за политичарите е поважно да има добар пиар експерт, кој што тоа што го говори ќе стига, отколку да има добар идеолог кој ќе му каже види меѓу овој данок и оној данок овој треба се. Добро е, нека дојде премиерот. Мислам дека е доволно 4 новинари од разни редакции за да може. Ма доволно и еден новинар, може да се и тројца доволни. Не е тоа воопшто прашање колку мина се потребни. Прашањето е колку ќе сака еден премиер да влезе во реална дискусија за проблемите, бидејќи видите, не сум сигурен дека и неговите истражувања на јавноста покажуваат дека, гледате што е во основата, до крај да бидам јасен, гледате, паметни луѓе со прецизни ставови ја делат публиката. Луѓе кои што имаат нејасни ставови ја множат публиката. Вие кога ќе кажете паметна мисла со прецизен план како да се дојде до таму, вие терате публиката да мисли. Он вика и чекаме, овој сега за проблема за името, значи ќе се сретнеме на. Јас тоа феноменално го памтам кога беа во дуел Фрчковски и Иванов. Последниот. На председателски. И сега го прашуваат што е вашиот план Фрчковски со името. Па јас ќе му испратам писмо на грчкиот министар на 7 јули ќе се видиме на 13 седмицата. А Иванов на тоа одговара, а ваш што ви е планот? Он вика, јас ќе се потрудам македонската нација, корените да останат заштитени. И сега гледате, вие, значи, вас Фрчковски ве тера, тој е катастрофален политичар, бидејќи тој ја дели публиката.
Таков беше Тупурковски, ја множеше публиката. Како ја кажем, никој баш не го разбира што до крај рекол, а ми вика, видиш што фино збори, фино збориш. А вие кои ќе имате политичар кој што знае артикулирано да говори, со аргументи, со факти, вие ги терате да направат разлика меѓу 100 и 1000. Меѓу 3% и 17%. И публиката станува завика, па овој многу досаден, па сега па ние не сме Јас мислам завршили. дека нашите премиери во последното чувајќи го и се разбира и Заев, веќе го имаат синдромот на така речените PR менаџери. Тие го упропастуваат и ги упропастуваат. Погледнете кај завршија пропагандистичките советници на Трамп. Рече си пред затвор. Кај завршија менаџерите за односи со јавности на Груевски. И да бидам доследен. Сите гафови што во последно време ги прави Заев во еден континуитет се резултат на неосмислена концепција на неговите PR менаџери. Јас со тоа не се согласувам. Ајде. Јас со тоа гледам ова вик има еден бран. Тебе Заев те платил. Добро мислам тоа. Има еден бран на критика на пиарот околу Заев и тоа обично се пакува со тоа дека цело министерство што работат, ништо работи и така натаму. Нема модерна политика без пиар. Да, тоа, Значи, тоа да се е разбереме. неспорно. Значи, не постои. Второ, во модерна политика во која што контекстот се потешко пробива, а се важни, бидејќи нема веќе ни news cycle тоа што се вика. Вие немате денеска дневник во 8 кај што ќе ви ја соопштат вистината. Дневникот во 8 трае 24 сати. Оној Трамп станува и 3 сати на Твитер, у 3,5 имате твитови кои го менуваат светот. Текот на светот го менуваат. А не, пазите, он измисли нов медиум, Твитер. Значи, он веќе не ни држи каква дебата, он не држи ни пресконференција, он твита, има по 30-40 твита дневно, кои што диктираат промени, паѓаат влади, паѓаат валути, се рушат, меѓународни договори се кршат, со една реченица. Па јас знам дека одредени паметни луѓе го советуваат Заев на последната средба кај што се видел со Трамп, му вика, молим те само не му излегуј на очи. Пошто човекот е непредвидлив. Може да се видите, да се изгуштегате, да напише 3 погрешни збора на твит, како со црногорците што направи, од без везе, и да не можеш после тоа да се опреш. И иде ти после објасни што било како било. Така што ова потребава за пиар на Заев, не мислам ја дека се они перфектни. Не, мислам дека Чомовски ни рече дека не се потребни, сметаше дека некои гафови се последица на лош Ама пиар. слушайте, гледајте го вие, ја мислам дека работењето зад гафовите е последица на лош пиар. Тоа значи производот политички. Вие знаете како, фактот дека у Министерството на правда лошо се одвиваат работите не може ни еден пиар да го поправи. Фактот дека во некои други министерства и тај се да не правиме политичка анализа. Значи пиарот може работите подобро да ги представи и може нешто да сокрие, ама не може да сокрие лошата Да, политика. ние сега говоревме за политиката, но каде сме ние? Значи јас сега сакам одагол на медиумите. Зошто ние дозволивме некои работи, зошто не сме кренале глас посилно? Например, стана редовна практика на пресовите да не се дозволуваат прашања во одредени случаи. Сега, деновиве, кога чекаа медиумите ставот на Христијан Мицковски, со сати седеа, им беше соопштено што одлучиле и не беа Но дозволени Јадранка, прашања. видите, Христијан Мицковски висока политичка цена плати за тоа. Не. Го направија растур. Значи, јас сега, Така што следниот пат кој ќе се појави и нема да дозволи прашања, ќе размисли два пати. поентата ми е друго. Ние бевме прозвани по социјалните мрежи зошто дозволуваме или идејата беше зошто во такви случаи не се бойкотираат таквите пресови. Е тоа исправно или Ако не? ги бойкотираме, јас се слушам таа теза, стануваме политички партиципиранти. Така. Стануваме вест. Многу е лошо кога новинарството улога ќе стане вест. е да бидеме и создавачи, и трансмитори, и популаризатори на информацијата и на вест. Ние не можеме да бидеме луѓе кои ќе се конфронтираат, ако сакаме, можеме да одиме, ама да одиме на тет-а-тет разговори или на брифинзи и така натаму. На јавната сцена не е нашата улога да правиме политички масакри. Калкулацијата нивна е дека се ќе проголтаме. Сега ќе ве Но подсетам, еве јас има не една сум работа која- да ве подсетам дека снимателите во времето, фоторепортерите, во времето на и ги Груевски, симнаа и ги камерите. симнаа камерите. А сега, во средбите во клубот на пратеници, значи за време на оваа влада, исто фоторепортерите кренаа глас што не им дозволуваа да сликаат. Добро, видите, И мислам дека тоа има некаков Времето на ефект. Грујо не беше нормално време.
Аме ви Треба сега да брио- реагира и оваа власт направи, оваа влада, потоа ги викна, им дозволи да... Така е. Значи, ја мислам дека Јас ние не зборев, не знам, целосен бойкот, но Јас мислам говорам... дека ние треба да реагираме неспорно, но нашето реагирање на оваа маса пред камерата. Значи, јас кој ќе се вратам од пресуд кај, сега ќе ви кажам кај нашиот проблем по тоа. Кој се вратам од пресуд кај Мицковски, кој што не дал право на прашање, ќе го направиш перде пред камерава и таа порака ќе предаде кај публиката. Бидејќи он сепак има работа со публиката, нема работа со мене. Тоа е едниот дел од приказната. Вториот дел од приказната е со години, многу години наназад, на пресовите на владата, уредниците испраќаа деца од по 22-3 години, кои што не знаат ни прашања да постават, тие што ги поставува има по случаи со напишани прашања. Бидејќи, знаете како, јас сум бил во Белата куќа во пресрумот. Таму е просекот на старост, ајде да не претерам сега, ме 60 над плюс години. Ако видите некој не на 25, ако видите некој на 40, на 35, тоа мора да е многу голема звезда, па такви има 2-3 и уште 2-3 вака кои што изгледаат, инаку таму имате луѓе од 86 години, од 90 години имаше луѓе кои што седат и известуваат за Нью Йорк Таймс, не збориме за, како да ги кажам, за убутал локалниот вестник. Значи, сакам да кажам, се откажавме и ние како професија од сериозно третирање на... Па знаете како, ние сите сме биле млади, сме правили кариера, ама сега девојчиња од 21 година кои ќе го дочекат премиерот, било кој, Груевски, Заев, Црвенковски, не е битно, наскаги. Премиере, што мислите вие за ова? Добро, ама дел од причините веројатно седи во собствениците на тие медиуми. Се. Сакам да кажам, собствениците со политичарите направи еден спој. На најголем дел медиумот им служи за развивање други бизнеси. Ама што е право, Јадранка, пруживме отпор на тоа. Мислам сега... дека Фелата на крајот истолерира многу работи, мислам дека добро, сериозно се реагира на добар дел од работи, но ја протест на новинари сум видела во Македонија само за платите која или им доцнатите. Добро, имаше и за Кежаровски, имаше и за тој тип на повреди и така натаму. Пак ќе кажам... Јаде, ти личи ли бе, јас сега да протестирам затоа што некој, прво, нема да дозволам некој да ми го ограничи професионалниот мегдан, да речем установа. Сега да излезам и да протестирам за слободата на изразување и за слободата на информирање, па тоа е моја правосходна задача. И како сум се справил и како ќе се справувам. Не сакаш во група, сакаш не во самиот група. писабор. Не е нормално тоа. Еве еден виден, да речеме, првенец на опозицијата, јас лично го викам последниве и уште дока беше печатна неделата најмалку 3-4 пати. Одбива да дојде. И сега вие сте новинар, вие денеска треба дебата да правите. Ако ве одбија Чомовски, ако ве одбијам ја, на крај знаете како е. Едно е да ве одбие зашто сте вие непрофесионални, па ќе ти каже, види, баш и јас одбивам кај некој кога ги непрофесионалци додам. Сега да не спомнуваме имиња, има луѓе кои што тоа им е работа. Да ве снимат, а потоа да ве извадат од контекст, да ви сецкаат на макарони, да ве спојат, да ви влезат, сето тоа го знаеме. Значи, едно е да каже, види, ти си лош новинар, со тебе не ќе да разговарам. А друго е да те одбие, бидејќи знае дека ќе биде соочен со сериозен разговор. И дека нема да помине лесно на... Јас не мислам дека новинарот треба да биде тој што сега ќе се степа со политичарот. Сега ме подсети на еден момент додека бевме во безнасловно со повод во македонската телевизија, дојде од CNN новинарката Беци Ајрон, беше после кореспондент од Москва или и имавме обука со неа како и ние се жалевме и тогаш не одбиваа министрите. Каневме некои министери, не доаѓа и сега и велиме што да правиме. Она ни даде ваков предлог. Ке седнете вие 3-4 од редакцијата и ке разговарате. Што ке го прашавме министерот да дојдеш. Еве можеме овде тоа да го примениме. Ке поканиме некој и ке седнеме ние и ке разговараме. Значи, ја дигате цената на одбивање. Нели ми е добра идејата? Одлично, перфектно. Ти му викаш добро. Знаете како? Јас сум зависник од BBC. Јас радио BBC четворката, ја слушам многу сати во денот, има одредени сегменти кои што се не повторили, бидејќи BBC е на вистина нешто што многу тешко се создава и така натаму. Прво, да видите колку е поделена британската нација. Они околу Брекзитот водат многу пожестоки расправи колку ние за референдумот. Второ, и таму одбиваат да дојдат. И тоа одбиваат да дојдат кај BBC на разговори.
Сакаш Никого не дека ова поштедува. светски тренд. Сакам да кажам дека е светски тренд, дека е нервозата голема сегде, дека се забрза ритамот, се забрза реакциите. Вие денес како ја имам погрешна чевла, тоа ќе биде темата на дискусијата, не ова што го говориш. Така што стана една многу невротична целата таа атмосфера и сегдека тоа се случува. Па вие можете да замислите, мислам, ние имаме американски председател кој не за CNN, туку тоа се институции. Нью Йорк Таймс е многу поголема институција од овој американски председател. Вашингтон Пост е многу поголема институција од овој Ама не американски се случило во Америка нели еден председател тој во ваква војна. Како да ви кажам, тој ги навредува, значи не е тоа, не се согласувам. Само Што се кажува, не е само CNN. Чомски не освен може да Fox. дојде до зборот. Јас, за разлика од овие констатации дека ние сме никакви, дека новинарството... Ја не мислам е дека за сме никакви. никакви. Не, генерално се зборам. Да. И ова жалопојка на сите здруженија дека поклопени се. Не. И јас мислам дека македонскиот журнализам и одигра во три клучни фази во македонската пост-самостојна одигра прилично агресивна и добронамерна улога. Кои се тие периоди? 91 формирање, 2001 и падот на груевизмот. Да не заборавите дека И во 98 периодот кога СДС беше без никаква опозиција. Јас зборам за клучни Па коти. се јавија тогаш медиуми Значи, кои беа критички кон владата Ако на ја развивам Црвенковски. тезата дека ние сме заробеници на газдите, нели? Може би има, но е факт дека одредени медиуми, благодарејќи на агресивноста на дебатите, отварањето на дилемите и темите, му отворија простор на заев и почна падот на груевизмот како систем на владење. Тоа е неоспорна и голема придобивка на македонскиот Да журнализам. речем, една друга нијанса. Во последните 3-4 години, низ македонските медиуми, значи низ новинарството, видите, се појавија, со исклучок на себе си, се појавија на вистина извонерени 10 на 20 колумнисти. Значи, колумната процвета како жан на начин да, како да кажем, се читаат колумни во десетици илјади. Значи, не е тоа нешто што И се твојата чита е по... читана? Еве, јас се изземам мене. Меѓутоа, на вистина прекрасни колумнисти. Луѓе кои што успеа, јасна мисла, со прецизна. јасна мисла, со аргументи, со... Се согласувам. не само тоа, туку гајте, тој тип на новинарство е многу тежок, бидејќи тоа е наративно новинарство. Тоа бара на вистина читателот да седне, или дури и гледачот, ако е друг тип на колум, да седне да се опушти да може да ве консумира. Тоа не е нешто што оден или се... Тој, да речеме, тој производ на последните 3-4 години е нешто многу вредно за професијата. Добро, сега, Така, има уште една Чекам се довршам повели. мислата. Погледај, да завршам. Свесто или несвесто, и македонското новинарство има жичка на некакви светски трендови. Кажете ми, кој се занимава со Ѓорѓе Иванов во Македонија? Никој. Мислите дека е тоа свесен бойкот? Не. Тоа е јасна перцепција на македонскиот журнализам дека ние имаме нешто што апсолутно не заслужува никакво внимание, зашто ако му дајете внимание, ќе направите белја поголема од што да нема. Тоа е всушност амнезија на личностите и на одреден начин една информативна анатема на личностите кои нема што да кажат. но важи и обратното, човек. Да го поканиме Ѓорги Иванов на Нема да сака. Важи и обратното во оваа смисла, а тоа е сепак заслуга на оваа претходнава политика. Гледате, во новинарството и во јавноста генерално, секогаш имате луѓе како Миленко. Тој си има своја публика, тој, како да ја кажем, си наоѓа своји следбеници и така натаму, какав е бројот, тоа е едно друго. Но проблемот е кога таков еден Миленко од маргините ќе ви дојде во центарот на вниманието. Затоа што кај него ќе отиде председателот на државата и премиерот 5 пати годината да дадат интервју. Значи, гледайте, таа злоупотреба, тој злостор врз новинарството, бидејќи се работи за луѓе без професионални стандарди, кога ќе ги донесете вие со моќта на вашата функција пред гравните рефлектори, тоа е нападот врз новинарството. Не, тоа не говори за Миленко. Тоа говори Не, ова дека уопште не говори за според Миленко. стандардите на председателот на државата и тогашниот премиер, тоа е врвен. Ама не е тоа новинар. случајно, сакам да ви кажам, не е тоа случајно. Тоа е тоа А тие ќе заглупување. одбијат да дојдат? Тоа е тоа заглупување на кое се инсистираше и преку кое се добива избори.
една мешавина на заглупување, со агресија, со закани, со... Ајде, трето продолжение уште една, на само македонскиот позитивен тренд во журнализмот. Чекате добра, како? ајде уште. Тоа што се направи во налетот на слободата, на новинарскиот израз, на критиката кон груевизмот како систем и така натаму, воведува стандарди. Под тие стандарди Заев не ќе може веќе. И затоа се реакциите на нивната така наречена општа транспарентност, па и офанзивна транспарентност, која на моменти делува контрапродуктивно. Но во основа тоа е добро и Да, продуктивно. но одредени јавни реакции предизвикаа одредени промени во Како да не? некакви одлуки. Како да не? За мене тоа е еден чекор. Се разбира, од притисокот на јавноста имаше конкретни чекори назад. Така. Гледайте, мојата денешна колумна го носи насловот Алан Форд ја покори Европа. Алан Форд се разбира Заев, објаснува во колумната и така. Се разбира дека е тоа едно подбивање со Заев, кој јас го правам намерно, бидејќи сакам да и кажам на публиката дека Заев не е перфектна личност и дека е со Крајно сите се своји оди мани во крајност. успева да, Да. со некаква харизма Како што успева се да се тетовира пласира. за Груевски, да почнат Но да се замислите тетовираат вие и- сега тоа да сте го напишале, а да сте дел од некаква поддршка на Груевски по изминатите 2-3 години. Па ја Не. мислам дека ќе ве отпуштаат, ќе ве шутнеа и ќе ве забранеа да Луѓето шетате во, по... во процес на создавање култ кон одредени ликови. Но Ете сакав тоа. само уште една работа за која имаше доста поделени мислења. Изминатава година и пол. Ние имавме, јас се сеќавам порано, кога ќе седневме од, не знам, 3-3,5 да ги гледаш сите телевизии, тие 4-5, различни уредувачки политики, провладини, критички кон владата, ги гледавме сите вести. И последен период, многумина кои познавам, велат, овие телевизии јас не ги следам. Тие жигосуваа, правеа хајки и сега што се случува? Почнаа Заев, Шекеринска и останатите да одат по тие телевизии кои нив ги сатанизираа. И тука се создаде една лавина од различни реакции. Едни смета се боревме, нели, да не биде како што било, напротив, да отидеш во медиум кој е... Политичарите сакаат клиенти. Бидејќи ги купуваат Дали е релативно тоа- ефтино Да. и бидејќи им вршат работа. А и јас би правил така. Па, И ако јас ви се реално даде би- шанса, зашто би да правил не? така. Искрено речено, јас зборувам од новинарски или водителски. Јас не ги сакам сега нив. Нека одат тамо, нека се справат со маргиналците кои ги донесоа на власт практично. Сите тие кои ја бранеа политиката на Груевски го отворија патот. Тоа е сериозно ти кажам, Да, го отворија патот на неговиот пат. Парадоксално, но вистинито. Па, има еден друг фактор, ќе го забравиме се разбира, може ајде, проведени цени Гледайте, платив. демисијата на МРТВ од македонската јавност е страшна празнина. Видите, вие ќе имате комерцијални телевизии имаат друг резон и така натаму, дури во пласирање информации. Но кога ќе изгубите котвата на едно МРТВ нема потреба да биде најгледана, но таа треба да биде реперот. Таа треба да биде, како се вика, на документот за времето. Ние ја прегазија МРТВ со ваљак. Значи, јас памтам години кога не можело да ми се случи да не го уклучам во 3 часот радиодневникот. Значи, ќе ги одгледам ја еден и ова и она, но не може да се случи да не го видам и државниот дневник, кој Заради секако радио ќе морам биде да реагирам 15 и 30. 15 и 30, се разбира. Значи, тој нема намера да биде можда толку атрактивен, но таму ќе ги видите документот на денот. Видите, МРТВ стана фалсификаторот на Но денот. нема никакви промени. И сега нема никакви промени. Нема как- потреба од промена. Но видете, Подобра гарнитура за Заев од ова нема. Ма што работа ме врши? Колку што му заврши работа на Груевски, толку и на Заев. Прашањето е нешто друго. Има ли Заев време да се занимава со тоа? А мора да најде. Него е, сега сме сите оваа, како добро, да но тоа е кажам, национален гаспер по глава. државен јавен сервис, мислам, на Па што вистина да ви кажам? дава еден Па имидж, знам, говори слика знам ја, за Дранка, државата. Тој има таму совет. Да, тој но- има таму луѓе кои што ги бираат. Тоа не може политичарот да го Сашо, избере. но ние, 90-ти немаше војни во Југославија. Мислам, државните телевизии и на Хрватска и на Србија имаа продукција и имаа гледаност. Има и негативни улоги во војните, но говорам дека гледаноста им беше на ниво. И дури во воено време се правеа серии играни. Заврши тој период, Јадранка, заврши. Јас не мислам дека денеска една државна, ајде, или јавна телевизија мора и треба да биде најгледана, бидејќи
Ние што сме у бизнесот знаеме како тоа изгледа. Ако вие мора да пренесете вечерва и опера, таа сигурно ќе биде помалку гледано отколку наградна емисија или со, не знам, хит парада. Значи, јавната телевизија има потреба и балет да даде у годината, има потреба да даде и класичен филм и така натаму. Така што не е идејата на државната телевизија, јавната телевизија да биде најгледана. Но таа мора да биде котвата за... Но нивните емисии политички беа гледани. Како да не, и ти си работел, и ние сме работели така натаму, беа, затоа што сепак беше тоа со еден друг резон. Па, еве, привршуваме. Се договаравме дека 45 минути се доволни за дебатите и за оваа вечерва, а и за идните. Не доби вода, чаша во брковите. Неделава во 1 со отвореното студио ја започна Сашо. И јас ја завршувам. Да, Господ стално така да прави. Историјата ќе се повтори од понеделник. Се подготвуваш за понеделник. Да, се подготвувам во понеделник, ќе биде хан во земјава, има неколку јавни настани. Подготвувам една интересна дебата која што ќе биде на некаква слична тема на оваа, ама со друг состав, нема да бидат новинари. Да бидам искрен, размислувам да и веќе разговарам со потенцијални гости која е улогата на интелектуалците во вакви пресудни времиња и која е нивната одговорност да проговорат или да молчат. Тоа ќе ми биде темата. Веднаш да ви кажам дека тоа ќе биде помалку гледано, отколку ако кажам кој е успехот на фудбалот и навивачите. Но добро, тоа е она што мораме да правиме. Така што очекувам понеделник да биде еден густ ден, пак ќе има милион настани, тоа се да го покрие. Ви благодарам, почитувани, ви благодарам што не следевте. Со мене се гледате следниот петок. Пријатно. И останете на фреквенцијата на 1 ТВ. Во информативната редакција на 1 ТВ, наша задача е навреме да стигнеме до вас. Прецизно,